Власта е во потрага по председателски кандидат прифатлив за сите партии што ја сочинуваат коалицијата. Премиерот и лидер на СДСМ денеска се сретна со првите луѓе на албанските партии Алтернатива и ДПА. Состаноците следат по вчерашната средба со Али Ахмети, од која излегува пораки дека е можно да се изнајде заеднички кандидат за кој би застанало владеачкото мнозинство. Колебливоста кај социјалдемократите кои првично најавија избор на кандидат на партиска конвенција, за потоа да следат натре коалициски консултации и дадоа отворен простор на опозицијата која минатиот викенд избра свој играч за изборите за шеф на државата. Заев сега не бара председателски кандидат, бара послушник кој што ќе го аминува криминалот на картелот во власта. И нема ништо од демократски норми во овој избор. Членството ќе биде ставено во функција да гласа за изборот на Артан Груби. Најголемата владеачка партија се уште вага кој кандидат прифатлив и за коалициските партнери би поминал добро и кај партиското членство и кај поголем дел од општеството. За сега најголеми шанси им се даваат на националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски и шефот на дипломатијата Димитров. Одлуки се очекуваат во наредните денови. Во меѓувреме СДСМ и врати на ВМРО ДПМН со критики за незиниот кандидат Гордана Силјановска, пратени од председиштето на опозицијата. Дека ништо не се променило во партијата на Никола Груевски, во овој скапоцен дворец позади мене, потврдуваат ставовите на Гордана Силјановска, кандидатката на Христијан Мицковски за председател на државата. Христијан Мицковски зборува преку Гордана Силјановска. Паралелно со калкулациите во владеачката коалиција и веќе утврдениот кандидат на опозицијата, Филип Петровски, екс-функционерот на ВМРО ДПМН, денеска најави дека од сабота ќе почне да собира 10.000 потписи за неговата кандидатура поддржана од Македонија блокира за предстојните председателски избори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.